Добре дојдовте во Надкаст, јас сум Љупчо Цветановски, ова е 19-тата епизода. Имам чест, моја гостинка, да биде пратеничката Марија Петрушевска. Добре дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата, честа е моја. Вашата зона на интерес се буквално Европската унија, реформската агенда. Еве, онаа реформска агенда за која што дури една Марта Кос, еврокомесарката за проширување, не пофали дека сме најдобри, буквално кажано, од сите. Добро, потоа малку и не кудеше, но кажа дека сме најдобри на ова поле. Реформска агенда како тема, да започнеме со неа, докаде сме, што сме и зошто не сме во превод. Ви благодарам прво на поканата и на иницијативата да разговараме за темата која што е поврзана и тоа како силно со процесот на европска интеграција. И чинам дека посебно ми е драго што можеме конечно во делот на европската интеграција да говориме конечно за проекти, а помалку за само процес на европска интеграција, каде што позади истиот се сокрива навистина многу сомнителни случаи, корупција, криминал, би рекла, во изминатите 7 години, кога впрочем овој процес го предводеше изминатата влада на Социјалдемократскиот сојуз и Демократската унија на интеграција. Имено конечно во Македонија ние можеме да дебатираме за конкретни проекти, за конкретни реформи кои што навистина граѓаните пред се тука дома заслужуваат да слушнат, но и заслужуваат да ги почестуваат придобивките впрочем од процесот на европска интеграција. За реформската агенда, зашто велам дека еден успешен проект и навистина значи кога тоа признание доаѓа впрочем од комесарка која што е задолжена за проширување во рамките на Европската унија, господјата Кос, заради тоа што реформската агенда ги упати земјите од Западен Балкан, а е во рамките на планот за раст на Европската унија, кој што треба да ги намали, да речеме, тие диспаритети од Западен Балкан и Европската унија. И впрочем треба да помогне во реална трансформација, видлива трансформација на самото општество во овој конкретен случај на македонското општество. И впрочем имплементацијата на реформите често пати сакам да го кажам дека е потребно пред се за нас дома, а потоа исто и за придвижување на процесот на европска интеграција, европската интеграција и самиот Брисел. Имено во минатото, и чинам дека тука е многу важно да ја направиме таа паралела, зашто во изминатите 7 години не успеавме да разговараме за придобивките и тоа што реално значи европската интеграција, туку за жал македонските граѓани најчесто сведочеа за стратешки устапки, порази и би рекла едни негативни оцени во делот на Европската комисија кога стануваше збор за борбата со корупцијата. Така, мафтањето со европското знаменце за закони кои што беа лично за нечии интереси и бизниси и стана буквално кажано како пиратско знаме во перцепцијата на граѓаните, а излезеше, знаеа дека се забрзува некој закон за потребите дали на заевци, дали на дури секогаш за жал, нели? Да. И на потесна партиска бизнес клика би рекла, на која што најчесто од нивните интереси им става европско знаменце и во собранието преку скратена постапка ги поминува и впрочем во делот на тие 7-годишно владење европската интеграција некако стана синоним или инструмент на таа партиска клика да ги сокриваат нивните лични интереси, но никако да испорачаат придобивки за граѓаните и македонското општество. Од друга страна, ние се уште се сеќаваме и ја чувствуваме вистинската придобивка кога впрочем ВМРО ДПМН го менаџираше процесот на европска интеграција, а тоа е најголемата придобивка која што имаат македонските граѓани, визната либерализација. Визната либерализација беше темел на кој што се подпира суштински реформи, еден реформски процес кој што значеше дека требаше да го воспоставиме системот кој што ќе даде надоверливост до или ќе испрати порака до институциите дека сме подготвени да се справиме со било каква форма на организиран криминал и корупција, меѓутоа и дека ќе ги воспоставиме тој систем на кој што ќе можеме да обезбедиме навистина и на посериозна придобивка за македонските граѓани и македонското општество. И сега веќе кога во
ја имаме реформската агенда, затоа велам добро е да направиме таа една паралела. Кога имаме реформската агенда, ние конечно повторно ВМРО-ДПМН кога го предводи овој процес на европска интеграција, можеме да говориме за вистински реформи во делот на самиот процес на евроинтегрирање. Реформската агенда, господин Цветановски, впрочем, значи дека ние ќе се фокусираме на главните цели кои што подразбира транспарентно управување со јавните финанси и реформа на јавната администрација. Потоа таа транзиција, особено дигиталната трансформација на општеството, понатака човечкиот капитал и она што би рекла е суштински темел на реформската агенда, тоа е борбата со корупцијата и владењето на правото, односно доброто владење. Впрочем, преку овие цели или постулати на оваа реформска агенда, не само што треба да ги потврдиме нашите заложби дека сме подготвени да работиме дома на самиот процес, но и ги потврдуваме нашите заложби дека остануваме недвосмислено подготвени како влада и како држава да го придвижиме процесот на еден достоинствен начин преку јасен мерит систем, преку јасни критериуми до полноправно членство во тоа европско семејство, впрочем нешто што го заслужуваат и македонските граѓани. Јасен индикатор е изјавата на господјата Кос дека Македонија е навистина лидер во реформската агенда и ова е еден, би рекла, нов успех на владата и на парламентарното мнозинство заради тоа што ние сме први земји од Западен Балкан кои што ја добиваат таа транша, финансиска транша, како поддршка во делот на институционалната подготовка од нешто повеќе од 52 милиони евра во однос на подготвувањето и институционалниот капацитет во спроведувањето на реформите дома, кои што повторно потенцирам ќе се рефлектираат и на самата агенда. Чинам дека е особено позитивен сигнал што конечно кај граѓаните можеме да договориме вистински што значи европската интеграција и дека таа во никој случај не подразбира напразно би рекла или популистички говорење за било какви вредности, а позади тоа да се сокриваат многу сомнителни, би рекла, тиндери или пак дејанија како што тоа беа во времето на Социјалдемократскиот сојуз и Демократската унија на интеграција. Овој пат станува збор за конкретни проекти, за конкретни реформи кои што ќе го подобрат и ќе го направат еден подостоинствен животот за граѓаните тука во Македонија, меѓутоа истовремено не смееме да ја го потцениме како тоа ќе се рефлектира и на бизнис заедницата, заради тоа што е повеќе од јасно дека инвеститорите, но и бизнис заедницата тежнеат или посакуваат и на средина во која што ќе можат да забележат бескомпромисна борба со криминалот и корупцијата. Последните анкети укажаа на тоа дека перцепцијата на македонската јавност е таква дека согледуваат во голем, огромен процент, 70% гледаат битка со корупцијата. Но еве, од вашите контакти со Брисел, со Европската унија и земјите оттаму, но и представниците на комисијата и слично, дали тие перципираат дека ние го правиме тоа што треба да го правиме за промена после она 7-годишна летаргија, апатија, се што беше во Македонија за жал во негатива, согледуваат дека конечно во Македонија се случува нешто? Така е, значи најдобар индикатор во делот на дали се забележани, би рекла, првите чекори на владата во ова 10-месечно менаџирање со институциите во дело со борбата со корупцијата и организираниот криминал, би рекла е последниот извештај на Европската комисија, кој што се однесува на периодот септември 2023 и септември 2024. И тука добро е компаративно да го разгледаме периодот претходниот извештен период на Европската комисија, за да направиме таа јасна разлика во согледувањето од страна на независните фактори, овој пат Европската комисија во делот на борбата со корупцијата. Имено во овој период, кој што иако опфаќа на мал дел од владењето на Социјалдемократскиот сојуз, потоа опфаќа техничката влада на предводена од ВМРО-ДПМН и дел од владењето на оваа влада, односно менаџирањето на институциите. И во овој извештај од Европската комисија, токму во делот на
борбата со корупцијата, послам пред последниот извештај, односно извештајниот период од 2022-2023, конечно го немаме зборот уназадување во делот на борбата со корупцијата и организираниот криминал, и чинам дека тоа е еден вистински показател дека Европската комисија ги препознава тие чекори во ова кратко, би рекла, менаџирање на институцијата од страна на владата во делот со борбата со корупцијата и организираниот криминал. И видите, тука имаме една многу интересна компаративна анализа. Тукму оние кои што дојдоа на бранот, би рекла, ајде да кажеме главниот главниот мотив, главниот наратив беше тој дека нема, дека ќе се борат против корупцијата, дека ќе ја вратат правдата и сето тоа, испадна дека не беше баш така. Не беше баш така и тоа дојде како признание, односно потврда од страна исто така на Европската комисија. Се замислете, големите европејци кои што дојдоа на бранот на нема правда, нема мир, направија една енормна штета преку шарената револуција на македонското општество и на институциите, но и граѓаните. Токму тие добија најнегативната оцена во делот на борбата со корупцијата и криминалот, и за прв пат во извештајниот период, токму само за нивното владење, а тоа е Демократската унија за интеграција и Социјалдемократскиот сојуз, не добија единица, внимавајте, тие добија 0 и се воспостави, односно се воведе во тој извештај еден вокабулар од страна на Европската комисија, каде што велат имавме уназадување во борбата со криминалот и корупцијата. Значи немавме стагнација. Апсолутно немавме напредок. Имавме уназадување во борбата со криминалот и корупцијата. И јас често пати тоа го велам и во собранието на моите колеги. Велам, вие имате полоша оцена во борбата со криминалот и корупцијата, владењето на правото и организираниот криминал, односно борбата со организираниот криминал и од така наречениот режим против кој вие протестиравте. Од тука чинам дека е навистина признание, или ајде да речеме објективна анализа во делот кога истата дојде од страна на европските институции, но за нас, господин Цветановски, чинам дека најголемо признание во делот на борбата со корупцијата и организираниот криминал, и дали истото е препознаено од граѓаните, ќе дојде токму на следните локални избори. Чинам дека за нас како парламентарно мнозинство, но и за владата, најверојатно најдобрата оценка или пак санкција секогаш доаѓа од народот, и ние често пати велиме дека реформите кои што ги имплементираме, сакаме да ги имплементираме и ги имплементираме за да го подобриме системот кој што го наследивме, кој што е дерогиран, криминализиран и навистина се наоѓа во една прилично лоша состојба. Овие 10 месеци навистина се обидуваме да ги консолидираме институциите, меѓутоа и да испратиме јасна порака дека ако во изминатиот период, би рекла, простата сега вака ќе го кажам многу директно, мафијата имаше држава во ова наша убава Македонија, ние сакаме да испратиме порака дека впрочем имаме на бескомпромисна борба со криминалот и корупцијата, дека институциите мора да се вршат собствената работа и дека граѓаните заслужуваат навистина конечно да видат право и правда, и дека заслужуваат да имаат институции со кои што сите ќе бидеме еднакви пред истите, односно ќе бидеме еднакви пред законот и уставот. И затоа велам дека најголемото признание или санкција во делот колку успеваме или не успеваме, а чинам за 10-месечен период навистина покажав на една одлучна и неселективна борба со криминалот и корупцијата. Тоа е вие го споделивте во делот на анкетите. Граѓаните навистина даваат поддршка во однос на или ја препознаваат борбата на институциите, особено во делот на Министерството за внатрешни работи во борбата со корупцијата и организираниот криминал. Велам дека најголемото признание сепак ќе дојде токму од нив, а чинам дека многу скоро од сега, токму на локалните избори, верувам дека
покрај работата и неработата на локалната самоуправа, не можеме да оспориме и работата или неработата на владата и институциите ќе имаат навистина сериозен учинок и во исходот од локалните избори. Дефинитивно најдобрата анкета ќе бидат изборите, но оние анкетите кои што претходеа во низа во минативе години, имаше еден фрапантен податок кој што е поразителен за македонското општество и кој што е многу поврзан со враќањето на системот, но и со битката со корупцијата кој што е во тек и се. Зборуваме за 2% доверба во судството, кое што во маргини на грешка може да биде и 0, дури и во минус да оди. Зборуваме за она што се случува во Македонија, за она насушна потреба за независно судство, кое што го нема, да не се лажеме. Зборуваме за судски совет, кој што половина од составот е веќе со изгласана недоверба, а си седат таму затоа што се партиски поставени и не го почитуваат гласот на законодавниот дом кој што ги има и поставено изгласано, туку сега остануваат таму. Како да го решиме ова прашање кое што е дефинитивно неверојатно потребно за да се оправи тој систем кој што се обидувате да го оправите. Без тоа се е бадиела, се завршува на крајот на краиштата во судот и судските одлуки, па еве дури и за кочани ако зборуваме, истрагата да биде најдобро што може направена од јавното обвинителство кое што се дигна од пепелта, од калта во кое што беше, МВР да сработи работата обвинителство, на крајот судот ако не, повторно доаѓаме до приказката која што е поврзана токму со однесувањето на судски совет, апелација со Јаовски, претходно гостиварска апелација со случајот на убиената Теодора Пешачки, многу срам резил за македонското општество преку овие судски инстанси. Апсолутно да. Во право сте во она што го навидовте како вовед за потребата или итната потреба од реформи во судството, тука мислам и на судските органи, но и на јавното обвинителство и судскиот совет се разбира. Затоа велам дека реформите кои што ги бара Европската комисија, односно Европската унија од нас како земја која што аспирира да биде полноправна членка во Европското семејство, не се потребни само за Брисел, се потребни за нас тука дома, за граѓаните. Во целост го ја разбирам разочараноста на граѓаните во делот на судските органи и јавното обвинителство и со право тие ја сведуваат нивната доверба на статистичка грешка. 2% ќе се согласите нива статистичка грешка, односно дека истата таа доверба, односно доверба скоро и да не постои. И вие ги надовидовте случаите кои што дополнително го зголемуваат револтот кај граѓаните во делот на истрагите, во делот на како тоа работат или не работат овие органи. А внимавајте, ние секогаш како луѓе кои што доаѓаме од законодавната власт или политичарите, мораме да внимаваме во однос на изјавите кои што ги упатуваме во однос на судската власт, како истите не би биле разбрани за било какво политичко влијание. Нешто што во изминатите 7 години не баш го видовме и еве дел од тие робови би рекла кои што можеби се останати во институциите, се уште навистина се соочуваме со истите и за жал разочарувањата секој ден се поголеми и поголеми. Видете, ја не познавам друг пример, особено не европски, каде што на вас ќе ви се случи собранието, кој што е домот на демократијата, каде што представници со легитимитет од народот претходно ве бираат за членови на судски совет, откако вие не ја испорачувате довербата која што ви е укажана прочем до народот. Со поголемо мнозинство изгласано од она со кое што сте поставени, меѓу другото, многу поголемо мнозинство. Токму така. Истовремено ви изгласуваат претходно негативен извештај за вашето работење, дополнително не уживате поддршка кај граѓаните, односно истите тие во оценуваат само со 2% доверба. Имајќи во предвид сите тие аргументи, истиот овој дом понатака ви изгласува недоверба и вие одлучувате удобно да продолжите да седите во вашите фотели. Ова е една хипокризија, еден преседан не само во судството и во тие органи, туку е преседан во една парламентарна демократија. Тоа замислете како е, еве ќе го земам примерот на политичка партија. Политичка партија оди на избори,
го губи легитимитетот, не победува на избори, но одлучува да продолжи да седи во удобните фотели во институциите и покрај тоа што не ужива доверба од граѓаните. Јас не познавам ваков случај во судството, било каде во регионот, а не во Европа, каде што по изгласана недоверба, вие продолжувате да седите и да се однесувате на начин на кој што се однесувате во судскиот совет, при тоа навистина вашето однесување сериозно влијае и во однесувањето понатака и на органите кои што се исто во судската власт. И затоа велам со право го ја разбирам разочараноста која што доаѓа од граѓаните и недовербата во однос на судската власт. Верувајте дека судскиот совет е сепак една многу значајна алка и во делот на генерирање на независно судство, во делот на штитење на уставниот поредок и контролен правниот механизам систем. на работата на останатите судии кои што со ваков пример што поинаку да Апсолутно. прават освен она што им е примерот да се однесуваат недолично, не почитувајќи ги правилата на игра. Апсолутно. Се замислете, вие аморално. треба да бидете, таа е клучна алка која што треба да го заштити судството. Треба да го направи независно, треба да генерирате и да мотивирате во делот, па и да афирмирате владење на правото, законите и уставот, и одеднаш токму вие сте тие кои што не го почитувате токму законите и уставот, и би рекла најголемиот или најзначајниот представнички дом на народот, тоа е парламентот, кој што пак од друга страна претходно кога ви одговарало сте го почитувале, односно кога ве номинирале за представници во судскиот совет, многу пристојно, многу на голема врата сте ја прифатиле истата таа улога, но сега кога веќе во оценуваат негативно за вашата работа, вие едноставно го игнорирате и продолжувате да седите во една таква удобна фотелја. Во делот на верувајте дека овие реформи, покрај тоа што се потребни дома, исто тие неизбежно се рефлектираат и на процесот на европската интеграција, и чинам дека овдека е потребен еден национален консензус во делот за борбата со корупцијата, реформата на јавното обвинителство и судската власт. И со право премиерот и апелира на еден поширок национален консензус, доколку навистина постои искрена намера во делот на оваа реформа, заради тоа што не смеат да постојат наши и ваши, не смее да постои никаква партизација и непотизам во овие органи, заради тоа што понатака ќе го дерогираат и ќе го корумпираат општеството, а тоа секако нема да го унапредува процесот на интегрирање, туку напротив ќе го назадува. И затоа често пати претседателот на владата знае да каже, нас не е потребна робусна акција во многу реформи, а судската реформа е апсолутно реформа која што е од исклучително значење за сите нас дома, но и подеднакво надвор. Кога сме кај евроинтеграциите, посведочивме едно играње топло-ладно, можеби лош полицаец, добар полицаец, токму од онаа со која што почнавме, Марта Кос, која што не испофали од една страна дека сме најдобри, и тоа не штедеше зборови за фалба, за да потоа не смести во тажната приказна на Балканот, ставајќи не во рамниште заедно со Босна и Херцеговина, нели, дека 20 години сме кандидати, дури сгреши малку во приказката, велики дека доколку Украина сега, нели, добие кандидатски статус, тоа би значело дека 2045-та ќе биде применена. Не е точно, ние нема годинава да влеземе, значи Украина би можела 2050-та, се шегувам, да влезе ако оди по македонската приказка, но при тоа малку лицемерно не навлегува во приказката. Зошто? Не спомена дека од 2009-та го имаме првиот извештај со позитивна препорака за отпочнување на преговори од Европската комисија, кој што не се почитува затоа што од 2009-та до 2019-та не блокираше Грција, за да потоа палката со мала помош на Франција тогаш во одлучувањето, нели, продолжи Бугарија. Значи 16 години сме блокирани од првата препорака за отпочеток на пристапните преговори со Европската унија. Тоа не го спомена. Според мене тоа е тажната приказка, она билатеризација на европските интеграции, односно балканизација, како што и ти често пати милуваш да наречеш, на Европа, која што е се присутна, односно ставање на билатералните наспроти, нели, општите копенхагенските критериуми се основата. Таму не стои дека треба да се менува историја, да се внесува некој друг народ во
историски комисии, сето тоа во уставот, такво нешто не постои. Сепак е лицемерно. Хронолошки така, доколку хронолошки го погледнеме евроинтегративниот процес на Македонија, навистина би рекла изобилува со бројни препреки и целиот процес проучам велиме дека се балканизираше, а помалку се европеизираше. Ние вчера го имавме во посета на Македонија хрватскиот председател. Хрватска е наш навистина близок пријател, недвосмислен поддржувач во делот на европската интеграција. Меѓутоа, кога говориме за Хрватска, ние мораме да из евроинтегративниот процес, ние мораме да се потсетиме дека ние заедно со Хрватска го почнавме овој процес. Пред добивањето на првата препорака за отпочнување преговори која што беше во 2009, ние се стигнавме со кандидатски статус заедно со нив во 2005-2004, пред тоа бевме првата земја која што го потпиша договорот за стабилизација и асоциација. И денеска сведочиме и покрај бројните отстапки, особено во стратешките приоритети, дека нас не се случува буквално балканизација на процесот на европска интеграција на Македонија. И кога комесарката Ивракос спомена тажната приказна, чинам дека сакаше да направи паралела во однос на процесот на европска интеграција, односно дека она што ни се случува на нас како пример, замислата кога се имплементира или рефлектира на Украина, тогаш тоа би бил многу подоцна и послан 2030, односно 2030 година, и дека дали во таков контекст процесот или најмоćната алатка на Европската комисија во делот на проширувањето веќе би имало смисла. Оно што е повеќе од јасно е дека Европската комисија внатре има потреба од реформски процес, исто како што ние имаме потреба да ги спроведеме реформите. Имено во делот на реформскиот процес, последниот период, па би рекла од јануари навака, се поинтензивни се тие дискусии дека доколку сакаме да го задржиме европскиот моментум на Балканот и да испратиме порака дека Европската унија стои силно заедно со земјите Западен Балкан и не постои никаков фатик, тие го велат, нели, умор во делот на проширувањето, повеќе од неопходно е да се размислува за реформи во рамките на носењето на одлуки во процесот на проширување. Овдека веќе се споменува тоа квалификувано мнозинство, со цел да се одблокираат процесите кои што не се поврзани со самиот процес на проширување. Балканизацијата, односно наметнувањето на билатералните прашања во процесот на проширување е единствен случај со Македонија. Зашто го велам ова? И ја споменав и Хрватска. Можеби некој би кажале или би споменале дека Хрватска имаше исто така билатерален процес. Да. Станува збор за сосема различен случај. Так. И доколку му дозволите, ќе го објаснам ова. Имено на Хрватска и беше дозволено да го започне процесот на преговори и процесот со соседот да го решава паралелно, да, се до незиното приклучување. Од друга страна, да не заборавиме, во Европската унија немаме ново проширување, односно нова членка повеќе од 10 години, односно последното проширување беше со Хрватска. Хрватска денеска земја членка на ЕУ, дел од Шенген зоната, го користи еврото. Ние, за жал, поради процесот на балканизација, односно билатерализација на процесот на проширување, сме блокирани, односно е злоупотребено ветото на земја членка, истовремено, од друга страна, земја членка на НАТО, заедно со нас, за да бидеме блокирани во процес кој што не можеме ни да го почнеме. Затоа велам, имаме овдека многу јасна разлика. Ние сме блокирани од самиот почеток. Нас не ни се дозволува да го почнеме процесот, па во рамките на процесот да разговараме за овие критериуми кои што се копенхашките критериуми, а паралелно да разговараме доколку одредена земја има и одредени билатерални прашања поврзани со самиот процес. Ова е единствен пример, верувајте, господин Цветановски, во евроинтегративната, би рекла, историја или процесот на проширување, каде што на земја која што е повеќе од 2 декади во овој процес, не се дозволува
да го отпочне процесот на преговори само заради билатерално прашање. И од тука со право можеме да кажеме дека Македонија можеше да биде многу попријатна или посреќна приказна и заради оваа билатерализација можеби сега е во делот на тажната приказна, но тоа не треба да не обесхрабрува заради тоа што нашата посветеност во делот дека Македонија заслужува полноправно членство врз основа на мерит систем, врз основа на копенхашките критериуми и приказната на Македонија за делот дека целосно со својата унитарност, посебност, јазична, културолошка, историска припаѓа во делот на европското семејство, е наша одговорност да ја споделиме, да ја говориме преку една посериозна дипломатија, не тоа како што беше порано пристап all-in, туку напротив, преку јасно аргументирање во овој процес, преку разговори и градење на мостови за соработка, да раскажаме приказната за Македонија и оно што се случува дека не е поврзано никако во никој дел со самиот процес на евроинтеграција. Чинам дека ќе успееме, убедена сум, заради тоа што аргументите во делот на критериумите од Копенхаген се на наша страна. Јас ќе кажам и ќе се уште се свежи сеќавањето од претседателката Селјановска, сакам да верувам дека овој пат во делот на надворешната политика конечно камбаните ќе бијат за Македонија и дека ќе успееме да раскажеме приказната на Македонија дека припаѓаме во тоа европско семејство заради тоа што оно што минатата влада не успеа да го разбере, тоа дека главниот мотив на Европската унија е обединети во различностите. Ние со нашите вредности, со нашата посебност, сувереност и унитарност имаме и тоа како што да додадеме во таа вредност, односно во тие европски вредности. Во делот на оние дебати кои што се однесуваат за реформите во самата Европска унија, чинам би можеле да идат и тоа како во полза не само на Македонија, туку и на земјите од Западен Балкан. Заради тоа што едно е јасно, она што се случува во моментот со Македонија ќе се отслика и во Западен Балкан, но внимавајте, тука е и повеќе од јасни се ставовите на Унгарија во делот на пристапувањето со Украина, така да не се сега веќе повеќе само Хрватска и Србија, или пак Македонија и Босна и Херцеговина, или пак Албанија. Тука веќе имаме јасно ставови на земји членки кои што се во Европската унија, но имаат одредени стратешки интереси или јасни ставови во делот на пристапувањето, да речеме, со Украина. Затоа се добри тие наративи или пораки кои што дајаат овој период од страна на Европската комисија за потребата од реформски процеси внатре во самата Унија, односно квалификувано мнозинство кое што ќе се однесува на политиката за надворешната и безбедносната политика и политиката на проширување на Европската комисија. И чинам на таков еден начин би можело да дојде до одблокирање или одвојување на одредени билатерални прашања или пак злоупотреба во даден момент на ветото од одредени земји членки. А при тоа би рекла најзлачајната политика на Европската унија, тоа е политиката на проширувањето, да има конечно придвижување и се разбира Европската унија со право размислува во делот на апсорбцискиот, но и финансискиот капацитет на самата унија, EU30 или EU36, односно EU само со Западен Балкан или EU заедно со Украина, Чина, Молдавија и Грузија како EU36. Вториот дел од на блокада на Македонија или вето, прво беше Грција, потоа дојде Бугарија наред, е многу поврзан и со моментот кој што се вика Совет на Европа, парламентарно собрание на Совет на Европа, но и суд за човекови права, нешто што многу јасно отсликува зошто се наоѓаме во ситуација која што ја имаме и која што на светот може да му покаже зошто ни се случува ова што ни се случува, да не бидат лицемерни, да не се лажеме, да видат само што се случува таму, па да сватат зошто некој ни го прави она што не го прави. Да, навистина можеби не секогаш доволно
Ива, ви благодарам на оваа дебата и на оваа прашање. Чинам дека не секогаш доволно говориме за парламентарното собрање на Советот на Европа, кое што, внимавајте, таа е најстарата институција на европско тло. И оно што за нас е особено значајно е што ние подеднакво и рамноправно сме вклучени во процесот на гласање, учество во дебати и одлучување во самото парламентарно собрание заедно со сите останати 46 земји членки. Именно и кога говорам во ова парламентарно собрание, чинам дека за македонската јавност е добро да се објасни членови на Британија, членови на Украина и така натака покрај Германија. Имено и ние имаме таму подеднакво право на глас како сите останати. А станува збор за најстарата институција на европско тло. Имено парламентарното собрание се грижи за доброто владење на правото, демократијата и става силен фокус на човековите права. И се разбира во делот на човековите права, тука мислам апсолутно и на малцинствата. Оно што оваа година го имавме како извештај во парламентарното собрание на Советот Европа беше и токму извештајот за почитување на пресудите и одлуките на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, или во јавноста може че секогаш е познат како судот од Страсбург, каде што се говори дали земјите кои што се членки на парламентарното собрание на Советот на Европа ги почитуваат и ги имплементираат овие одлуки, односно пресуди. Во овој извештај, внимавајте, и нотирано дека Бугарија има нешто повеќе од 160 пресуди и одлуки кои што чекаат на нивна имплементација, и во тој дел е исто така многу јасно се споминува дека Бугарија се уште нешто повеќе од 18 години, внимавајте, може овој податок и не е толку говорен во јавноста, но дека Бугарија нешто повеќе од 18 години не дозволува регистрација на ОМО Илиндан како заедница, односно здружение кое што тежно е да го промовира македонското малцинство во Бугарија, и тоа е јасно наведено во овој извештај. Оно што на нас како членови ни дава навистина еден силен аргумент е да секогаш го афирмираме тоа право, човеково право на нашите апсолутно да може да се здружат и во рамките на соседството и навистина да ги застапуваат своите малцински права, меѓутоа, односно во овој случај на македонците во Бугарија, меѓутоа истовремено и еден силен инструмент и аргумент кој што доаѓа, повторно ќе кажам, од најстарата институција во Европа, дека земја членка во НАТО, во Европската унија, но и во Советот на Европа не ги почитува човековите права и дека се подсетува на нивна имплементација, односно на имплементирање на тие присуди. Ние како влада апсолутно алармираме колку е значајно почитувањето на човековите права и дека навистина е потребно Бугарија да ги имплементира, односно да се повика да ги почитува присудите од Европскиот суд за човекови права, и дека тоа е навистина еден значаен ичекор пред се во добросуседските односи, а потоа и во самата заштита на европскиот дух, кој што нели една земја членка треба да го поседува како дел од тоа европско семејство. Така, не се откажувате како вашите претходници од македонците во Бугарија и Грција, но еве, оној момент е дека и во моментов се подготвува извештајот во Страсбург и за Македонија. Да, точно. Ние имавме во изминатиот период известители токму од парламентарното собрание на Советот на Европа. Имено стануваат збор за известители кои што имаат навистина богато искуство, професионално искуство, пратеници кои што доаѓаат од Швајцарија и Ирска. Во Македонија се сретна со институции кои што значат во делот на
понатамошното пишување на извештајот за Македонија, односно тука морам да споменам, заради тоа што не би требало да има никакви шпекулации, извештајот не е напишан, туку напротив, нешто што ќе се пишува во наредниот период и известителите беа во таа постмониторинг фаза, каде што во Македонија се сретна со институции кои што ги опфаќаат покрај собранието и делегацијата на парламентарното собрание на Советот на Европа. Тие има средби со институции кои што се инволвирани во заштита на човековите права, како што се Комисијата за дискриминација, за борба со дискриминација, се извинувам, како што е Народниот правобранител, меѓутоа истовремено се сретна и со Министерството за внатрешни работи, со Министерството за правда, понатака се сретна и со јавното обвинителство, со судски органи, со сите оние институции со кои што можат да соберат наоди кои што ќе користат во понатамошното пишување на извештајот. Верувајте, тој извештај ќе се пишува во наредниот период. Можно е на следната сесија да имаме некаква рамка. До овој момент немам такви сознанија, но она што може би можело да се очекува е дека би имале некоја првична рамка во периодот, многу скоро во периодот кој што следи, но за самиот извештај, за конечната верзија ќе е потребно еден подолг период. Македонија е во постмониторинг диалог заедно со Бугарија и Црна Гора. Се наблюдуваат навистина процесите, реформите, како што кажав, тука се опаќаат владењето на правото, заштитата на парламентарната демократија, се наблюдуваат испорачувањето, односно имплементацијата или препораките на кои што доаѓаат од ОБСЕ, ОДИХР, Венецијанската комисија и така натака. Понатака реформите кои што треба да се превземат во борбата со корупцијата и организираниот криминал, реформите кои што се потребни за да се обезбеди едно независно судство, односно да се ослободи тоа судство, јавно обвинителство од партизираноста или кронизмот и непотизмот кои што постојат како наоди во самото судство. И чинам дека и се надевам веднаш што ќе излезе тој извештај ќе имаме можност да го дебатираме и продискутираме, но верувам дека во прва прилика штом ќе имаме информации ќе можеме да го соопштиме. Известителите има веќе соопштение, но кратко соопштение за нивната посета на институциите и средбите кои што ги има во Македонија, токму на Советот, на парламентарното собрание на Советот на Европа и навистина се надевам на многу успешна соработка. Повторно ќе кажам, ова е институција каде што ние ја учествуваме заедно со сите останати земји членки подеднакво и поднеднакво го имаме правото на глас за да алармираме, но и да афирмираме за нашите стратешки приоритети и определби и навистина е исклучително значајна нашето учество и нашата работа токму во ова тело, но и она поддршка која што пристигнува токму од оваа институција. Апсолутно ние имавме поддршка и недвосмислена соработка токму од оваа институција и од би рекла членовите, делегациите и во делот на трагичниот настан со Кучани. Како шеф на делегација навистина беше изразено солидарност од највисоко ниво, токму од председателот на парламентарното собрание на Советот на Европа беше упатена солидарност и поддршка и до председателот Гаши. Бројни делегации испратија писмо за солидарност и сочувство, меѓутоа и ги ставија на располагање сите инструменти кои што постојат токму за нели полесно справување или да речам се што е потребно на нас како земја во делот на солидарност и поддршка токму во справувањето со овој трагичен настан кој што за жал ја опфати Македонија. За крај, покрај оној за жал песимизам кој што го наметна од претходната влада со оние сите постапки кои што ги направија, не требаше да ги направат, со кои што не ставија во пат позиција, зборувам и за францускиот предлог и се што носеше тој во време кога и вие како опозиција и ние како народ на улиците велевме да не го прават тоа, но гледано од страна и покрај се што се случува, дали сепак сте оптимист во однос
однос на македонските евроинтеграции, дека тоа клопче ќе се одмота и дека сепак ќе се вратиме онаму каде што треба да се врати. Велат оптимизмот треба да се темели врз, доколку сте оптимист, треба да се темели врз основа на факти и докази. Јас мојот оптимизам би го темелила впрочем на факти, докази, аргументи. Оно што е повеќе од јасно е дека направивме разлика во делот на надворешната политика, дипломатијата и во делот на европската интеграција, дека за сега успеваме да го испорачаме оно што го видивме во делот на предизборната кампања и го потврдуваме во ова 10-месечно менаџирање со институциите, дека евроинтегративниот процес за нас подразбира критериум, почитување критериумите од Копенхаген, еден достоинствен процес кој што ќе се заснова врз основа на заслуги, конкретни реформи и проекти. И чинам дека во изминатиот период апсолутно покажавме со една аргументација, со една искрена комуникација и соработка и со нашите партнери дека апсолутно сме подготвени да ја имплементираме, односно да ја спроведеме нашата втора стратешка цел, а тоа е полноправното членство во европското семејство и како влада и како парламентарно мнозинство врз основа на критериумите од Копенхаген. Благодарам што бевте моја гостинка. Ја ви благодарам на честа и поканата. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте дел од 19-тата епизода на Надкаст. Утре денот на Европа и ден на борбата против фашизмот. Да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.